Ке издржи ли оваа влада цел мандат? Афери, реконструкција, неуспеси како на домашен, така и на меѓународен план. Дали полека одиме кон предвремени избори? За сево ова, на Пресинг ТВ, разговараме со Александар Пандов. Господин Пандов, ова влада е на повеќе од половина од мандатот. Како ја оценувате? Ги исполни ли големите очекувања кои ги имаа граѓаните? Благодарам за поканата по вашата емисија. Не. Нешто не ги исполни, него мислам дека има огромно разочарување, не само кај граѓаните, туку и кај секој еден обичен човек кој што реално имаше многу поголеми очекувања од тоа сега што е испорачано од Заев и неговата влада. Не знам од каде човек треба да почне за да ги набројува пеховите и стативи кои што му се случија на Заев, но јас би од она најглавната, да речеме, која што им беше ударна, од тоа дека во минатите 10 години, нивната теза беше дека во минатите 10 години во Македонија имало режим, предводен од Никола Груевски. Главната парола "Нема правда, нема мир" и "Шутка не ти бега Никола" беа секојдневно по скопските улици, проследени со бои, со камења, со тепање полиција, со кршење претседателскиот кандидат. Сега видовме ниту дека има правда, ниту дека ќе има мир, а уште поважно, мислам дека за најголем дел од нивните поддржувачи видовме дека во договор помеѓу Груевски, дали директно со Заев и Спасовски се договарал, не знам, но човекот се прошета, си отиде во Будимпешта и сега читаме негови статуси и размислувања околу актуелната политичка состојба. Да не бидам погрешно разбран, јас сум бил најгласниот кој што тврдел дека Груевски е политичар кој што и бил потребен на Република Македонија да го има и направил премногу за Република Македонија. Но се враќаме на нивните поддржувачи. Тоа во нивните глави тоа не било така. Одиме понатака. Дали мислите дека се воодушевени од луѓето од тоа, пошто многу често се случуваат афери, но јас дел од нив да ги набројам. Венко Филипче што 37 милиони евра беше подготвен на тендер да даде на некое детиште од 25 години кој што недела дена претходно регистрирало фирма. Дали мислите дека и ништо не одговара Филипче за тоа, него гледаме повторно си остана министер? Дали мислите дека се согласни луѓето што него му го знам името, не можам да се сетам на името на Агенција за иновации, 11 милиони од рака онака на Хари Локвенец, на Цветанка Ласкова, на не знам ти кој све не партиска збирштина. Дали мислите дека се согласни луѓето и воодушевени се од тоа што гледаат дека цвета непотизам, дека не постои некој функционер иоле од втор ранг таму кој што и деца и внуци и се во агенциите и во институциите, во министерството во кои што работат, се ги вработуваат своите деца, внуци, браќа, сестри, роднини? Дали мислите дека онаа корупција која што еве сега гледаме секојдневно, пишуваат до вчерашниот советник во Министерството за финансии тврди дека Ањушев не е подпредседател на влада за да брка работа за Република Македонија, туку дека е подпредседател на влада за да си брка работа за своите собствени компании и тој Јовановиќ, Бранислав Јовановиќ, мислам дека се вика, директно обвинува дека постојат местење на тендери милионски, значи не тендери од 200-300. Или последното еве сега јас го следам новинарот Бранко Геровски кој што говори отворено, ние претходно го имавме слушнато како се викаше градежникот кој што обвинуваше за 50.000 евра дека од Боки 13, односно ново печениот медиумски собственик на нивната таму телевизија партиска сега која што е, дека 50.000 евра го рекетирал. Сега гледаме дека Бранко Геровски директно ги посочува дека не само тој, туку и главниот негов и одговорен уредник, дека локални партиски мокници на СДС одат и рекетираат по волку или по онолку. Дури директно посочува дека некој бивш градоначалник 200.000 евра му има платено. Додадено со како се трошат пари, како е, за каква бахато се работи и
растурање на материјални добри. Сето тоа, господине, не може да има воодушевување кај луѓето се разочарани, сето обратно го очекува. Последната црешка, мислам, на тортата е онаа шамарчина која што ја доби Заев и Димитров од Брисел со повторно одложување, по не знам ти кој пат, за почнување на преговори со За тоа ќе Европската говориме унија. малку подоцна. Деновива актуелна е реконструкцијата на владата како резултат на сиве овие скандали кои ги напоменавте. Се чини министрите за кои се врзува најмногу скандали не се опфатени од реконструкцијата како резултат на така наречената метла. Од наопачки ќе Да. почнам. Дамјан Манчевски е за администрација. Дамјан Манчевски се излегува, дечкото вели, бе видете, ние 10-12 години бевме опозиција. Па разберете не дека ние нашите семејства, нашите блиски, роднини, партиски другари треба да ги вработиме. Дамјан Манчевски понатака си е министер. Дојдовме до тоа да амбасадорот, францускиот амбасадор, неговата екселенција Тимоне, на заедничка средба каде што присуствува тој Дамјан Манчевски, вели, абе вие сте корумпирани, имате непотизам, имате местења на тендери и вие не заслужувате да започнете преговори. Дамјан Манчевски си е и понатака министер. Ние имавме ветување за 600 километри автопат. Сега гледаме чат пат негдека нешто ќе копнат по некоја шахта направена. Остана Шахта направила во Битола градоначалничката и тоа е као голем подвиг. Сугаревски си е министер. Кочо Ањушев се утапа човекот од лапање пари. Тендери мести, фирми негови заработуваат, си остана министер. Кој од сите овие, Венко Филипче остана министер. Абе ги лажеше луѓето најбрутално да ги тера да се вакцинираат, го фатија дека со вакцини со поминат рок ги вакцинира децата. Остана министер. Така да ова не е реконструкција, ова е реконструкција, господине, за да само покрај тоа што си е премиер и све му е приватизирано, као негов пашалак личен си се однесува према Република Македонија Зоран Заев, сега уште ќе се само назначи, па најголемите императори и кралеви тоа не го правеле и не им било дозволено, имале министри за финанси, овој сега ќе се само назначи да државните 3 милиарди евра он ги подпишува и он одлучува кој како ќе ги троши. Така, најголемо лимание предизвика Што е тука реконструкција? Токму тоа што се себе назначи за министер за финанси. Зошто се одлучи за таков човек? Да има поголема целосна контрола во финансиите или пак да ги прикрие лошите финансиски резултати? Затоа што е апаш, затоа ќе си се само назначи за да нема никаква контрола. Затоа што му е јасно дека нема ни година дена до негово заминување и што може повеќе сега да исица од државниот буџет. Затоа ќе си се само назначи за министер за финанси. Второстепено е Муртинецот, ако нели имаме техничка влада сега, со закон е тоа, 100 дена пред избори. Ако, затоа што он во таква ситуација аут ќе оди од премиерската позиција и тие 3 месеци да не биде аут, него он да биде тој или кочницар или како сакате, човек кој што како браќа на Срби што би рекли шаком и капом да дели навака натака по партиски луѓе, да подмитува и да се обиде на таков начин со државни пари да ги добие наредните избори, кои што секако дека нема шанси да ги добие. Токму Пресинг ТВ прв го отвори прашањето дали можеби си отвара врата за влез во пржинската влада. Сметате ли дека би го направил тоа бидејќи кога го објави тоа рече дека привремено ќе раководи со министерството? Нема да му треба. Тоа е човек кој што видете сега за каков човек зборуваме ние. Замислете се, еве ја и со вас сега да се сликаме и сме добиле датум минатата година од државниот джет во авиончено сликани со Димитров, со Бујар Османи и со Кочо Ањушев, како сме добиле датум за јуни. Не било минатиот јуни, овој јуни. Еве го поминува. После таква лага, нормален човек што има образ, што има кичма, веднаш ќе поднесе оставка. Веднаш ќе се повлече. Око не им трепнува. Игор, и тоа така ќе биде се додека може, додека он се чувствува комотен да
го манипулира и да го лаже македонскиот народ и сите граѓани во Република Македонија. Како го оценувате однесувањето на Европската унија кон актуелната влада? Се чини ли дека премногу им ги толерираат цело ова однесување, скандали, афери, лошо работење? Дека пак не се дојде изјавата на францускиот амбасадор. Видете, мислам дека беа, ама потенцирам, беа толерирани, затоа што како јас сум имал прилики да го коментирам Заев и сите политички процеси многу пати, години на назад, јас тврдев пред да дојде Заев, пред да биде назначен од Бејли за премиер во Република Македонија, дека има една единствена употребна вредност, а тоа е, затоа што е таков каков што е, да го смени уставното име на државата Република Македонија, да ја обезличи државата, да го избрише македонскиот идентитет и историја, и тоа е неговата улога. Од кога е тоа завршено, Игор, тоа е неупотребливо веќе. Дека ќе го пуштат на извода? Тоа секако. Јас историја имам дипломирано. И да немам историја дипломирано. Секој еден иоле малце што ги следи. Балканските процеси. Па какви недоговори сме виделе и какви балкански величини имало на овие простори, кои што после завршување на тие договори, прашање биле на месеци, ретко години, во кои што тие луѓе завршувале во Хаг, завршувале ваму или онаму. Мислам дека неговиот случај таков ќе биде. Да не речам тврдам околу тоа дека. Но сепак однесувањето на Европската унија на нивните челници не е исто кога беше ВМРО на власт и сега. Сигурно дека се премногу млаки кон политиките на Заев. Иако веќе главната работа е завршена, она што го велите промена на уставното. Па видите сега, тоа не можете, знаете како, не можат они 180 степени сега да го свртат возилото од тоној колосек по кој што се движеле. Од толку тапшање на Заев, Димитров и Шекеринска, сега не можат одеднаш да речат чекајте маце, дај вак. Но гледаме веќе светли примери, го спомнав Тимоне амбасадорот, во кој што најдиректно им посочува, дечки, вака и вака е. И јас ве уверувам дека таков разговор Заев во неговиот кабинет, Шекеринска во нејзиниот кабинет и Димитров имаат. Но прашање на време кога покрај Тимоне и други амбасадори или странски представници се погласно ќе говорат за пропустите, корупцијата, непотизмот во кој што бразди сега оваа СДС-овска влада. Ке има ли датум во октомври? Јас би сакал да има. Јас искрено би сакал да има, но може и не мора тоа така. Во заклучокот не стои стриктно дека ќе има датум, дека ќе се навратат на прашањето до октомври, што е сосема различно. Мене ме плаши, иако лето доаѓа, иако као одмор, иако као во нормални држави, тогаш политиката е сепак во втор план. Ние сме Македонија, ова е Балкан, и верувам дека во наредниве 3 месеци Заев и неговине имаат доволно време и понатака да ги доубедат европските наши партнери дека не треба да им дадат датум за преговори. Но ако нема датум, единствен успех кој што ќе може да се пофали владата на меѓународен план е членството во НАТО. Друго не знам што би можеле да се пофалат доколку има. Нема ништо за фалење. Они се зажалени, и Македонија и ние како луѓе кои што живееме во Македонија сме зажалени поради нив. Нема тука ништо позитивна работа која што јас би можел да ја видам во оваа екипа сега која што ја води Република Македонија, но тоа секако на пролет. Јас верувам дека на пролет ќе имаме избори, но еве и на есен нека бидат изборите. Таа фактура ќе му биде испорачена од македонскиот народ на Заев и он дебело ќе бидат казнети, јас тоа ве уверувам. Така, друга важна работа која не очекува на пролет е и пописот. Како ќе се спроведе пописот? Ќе биде ли повторно сведен на договор помеѓу Заев и Ахмети? Голема реакција предизвика делот за попишување на оние граѓани кои не живеат во Македонија, кои ќе се попишуваат само со матичните броеви кои ќе ги достават нивните семејства.
Игор, да ти бидам искрен, законот за попис се уште не е излезен во предлог- јавност и сето тоа се предпоставки. Хипотетички сега говориме. Ако тој што ќе дојде да ме попишува, нема графа во кој што јас ќе кажам дека сум македонец. Ред работи кој што се така, тој може само да му дадам кафе, да се напиеме, да си поправиме За волја вистината на предлог законот ќе има етничка графа. И ред работи кои што сега да не ги бројам затоа што немам видено. Јас само тоа првично беше, нели? Онаа несреќа од директор на агенцијата или Завод за статистика што е, тврдеше дека не треба да имаме, го фатија за уши, па сега менува. Но еве хипотетички ја затоа ти говорам. Ако дојде таква ситуација да дојдат да ја не можам да се кажам како македонец, ќе се напиеме кафе, нема попис така, нема да се одржи. Односно, не само јас што нема да се попишам, верувам дека и најголем дел од македонските граѓани нема да сакаат да се попишат. Сето тоа треба има евростандарди, како во нормални демократски држави во Европа се одржува попис. Ако тоа е така гледам дека тоа го застапува и опозицијата како став, во таква ситуација ќе има попис, ако не, нема да има попис. Така, и за крај, како го оценувате однесувањето на опозицијата? Сметате ли дека е премногу млака и конструктивна ако се знае се што се случува во државата? Сите знаеме како настапуваше СДСМ кога беше во опозиција, излегуваше од парламент, па бомби, па шарени револуции. Видете како ја оценувам. Оценувам дека може да биде поагресивен настап да има. Може Не говорам за радикален, него за поагресивен настап. Јас говорам за радикален. Еве, тогаш Да, јас да сум порадикален би имало кога би се прашувал, нели? Сега ме прашувате за мислење. Мислам дека се малце поблаги, може поостар настап да има. И се надевам дека тоа ќе биде во наредниот период, така ќе биде. Ова го говорам бидејќи на претседателските избори, иако не победија, освоја сериозна бројка околу 380.000 граѓани, што секако им дава легитимитет да настапуваат поагресивно. Во ситуација кога имаме црно и бело само во Република Македонија, плюс и минус, односно ВМРО и СДС, нормално е дека незадоволните од се во ова претходно што го говорев за ЗАЕФ и за СДС, дека спасот го гледаат во ВМРО. Господин Пандов, ви благодарам за разговор. Благодарам за поканата.